Дневник на регионалната К1 телевизија. По кратките најави ги донесуваме дневните актуелности од регионот Македонија, светот и спортот. Гледајте на. Со осветувањето на темелите започна изградбата на црквата Света Троица во населеното место Иванковци. Македонија има идеални услови за развој на руралниот и транзитниот туризам. Утре во Велес ке содржи презентација на воена опрема во дел од вежбата Dragon Guardian 17. Вестите ги започнуваме со инфраструктура. Во населеното место Иванковци со осветување на темелите започна изградбата на црквата Света Троица. Црквата ќе се гради под покровителство на Повардарската епархија со финансиски средства од Грозде Илиевски од село Иванковци, како и со донации и доброволни прилози од православните христијани од село Иванковци. Со осветувањето на темелите започна изградбата на црквата Света Троица во населеното место Иванковци. Чинот на осветување го изврши неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски Агат Ангел во сослужение на свештенослужителите од Повардарската епархија. Еве, денес со Божја промисла, со Божјо допуштение, вие, граѓаните на селото Иванковци, по долгогодишно размислување, благоизволивте да токму на овој ден и во годината кога Македонската православна црква го прославува 50 годишниот јубилеј од обновувањето на Охридската архиепископија во Македонска православна црква. Црквата ќе се гради под покровителство на Повардарската епархија со финансиски средства од ктиторот Грозде Илиевски од село Иванковци, како и со донации и доброволни прилози од православните христијани од село Иванковци и околијата. Илиевски ни изјави дека е радосен поради ова. Сакав луѓето да ги зближам. Да, значи еднаш-два пати доаѓам годишно тука, гледам луѓето се одвоја. Да, и ми беше желба ова да го почнем и со Божја благослов да го завршам. Во Иванковци живеат околу 1000 жители. За нив изградбата на црквата е посебно значајна. Веќе долги години требаше да се случи вакво нешто. Прекрасно. Искрено прекрасно, им требаше вакво нешто на овие луѓе тука. Себо треба да има црквата во Шодрин. Какво е вашето чувство? Еве се Многу среќно. Среќно се осеќам многу. Тоа по толку години, 53 години е прв црква да има Иванковци. Многу сум радосна, ке значи за целото село радост и веселба и све. Немало толку години, сега има многу ми е мерак. Најсреќни ми се у животот што дојдовме до црква. Ја имам 73 години. Од тука сум иселен 57 години. Али пак се вратив, пак направив пред 2 години куќа тука и тука мислам да останам. Поставувањето на темелите на црквата се случува на 100 годишнината од доселувањето на првите православни верници во село Иванковци. Општина Велес го додели земјиштето каде ќе се гради црквата, а исто така ќе учествува во партерното уредување на истата. Пред 2 години започна изградбата на црквата Свети Јован во Велес. Предходно беше изградена и пуштена во употреба црквата Свети Козма и Дамјан, а на 10 септември ќе биде осветена црквата посветена на светите браќа Кирил и Методи.
Центарот за развој на Вардарски плански регион е активно вклучен во делот инфраструктурните проекти во општините Велеска, Вадарци и Демир Капија, кои се во фаза на реализација или треба да отпочнат да се реализираат. Со тоа што во тек е изградбата на факелна канализација во населеното место Товица. Во Кавадарци ќе се доградува кејот на реката Лудамара, додека во општина Демир Капија, поточно во село Клисура, ќе се гради резервоар за вода. Марко Колев, раководител на Вардарски плански регион, повеќе за овие проекти. Просторите на Вардарскиот плански регион ќе склучиме договор за изградба на кеј во Кавадарци. Таму е предвидено околу 450 метри кеј трета фаза на реката Лудамара, ќе се постави урбана опрема, 2 пешачки моста, осветување на кејот и тука ќе завршиме. Пред неколку дена склучив и договор со Министерството за локална самоуправа, Биро за регионален развој за изградба на резервар за вода во населеното место во Демир Капија, етно село Клисура. Руралниот и транзитниот туризам во Македонија се гранки кои треба да се развиваат. За сите кои имаат добра и квалитетна идеја, грантовите од ИПАРТ програмата се за секого достапни. Колешката Дијана Иванова повеќе на оваа тема. Македонија има идеални услови за развој на руралниот и транзитниот туризам. Грантови од ИПАРТ програмата се достапни за сите кои имаат добра идеја. Со европски пари може да се кофинансираат инвестиции за градење и адаптација на соби, апартмани, објекти за спорт и рекреација, информатички центри, локална телевизија и други дејности во повеќе области од секојдневниот живот во селата. Она на што треба да се внимава е зачувување на автентичниот селски начин на живот. Покрај идејата, идниот угостител треба да има на свое име и земјиште на кое што ќе го развива туризмот, односно стара куќа, која би ја преадаптирал во сместувачки капацитет. Во зависност од големината на проектот, највисоката вредност на инвестицискиот проект, кој финансиски ќе се поддржува, е 1 милион евра. Паралелно со ова се работи на развојот на транзитниот туризам. Најновиот проект доаѓа од Тиквешијата, општините Неготино, Кавадарци и Демир Капија, преку локалната акцијска група Тиквешка винска долина, отворија штанд за продажба на локални производи во близина на автопатот на влезот од Неготино. На штандот ќе бидат застапени производи од локални производители, кои сами не се во можност да се појават на пазарот, а штандот им нуди можност заеднички да се представат и да остварат дополнителни приходи. Штандот е поставен на локација покрај автопатот Скопје-Гевгелија и ќе биде поставен во летниот период кога имаме голема фреквенција на странски туристи. Исто така овој штанд ќе овозможи поголема видливост на Тиквешијата како регион во кој што се произведуваат квалитетни, автентични производи и ќе ја представат Македонија пред странските туристи. Овој проект е пилот и од неговата успешност ќе зависи дали по автопатската делница ќе се отвараат и други вакви штандови, кои ќе бидат место за одмор и рекреација на туристите кои што транзитираат низ Македонија. Исто како што од идејата на заинтересираните угостители и нивните квалитетни проекти ќе зависи колку пари ќе бидат повлечени од европските фондови за развој на селскиот туризам во Македонија. Утре војниците на армијата на САД и на Арама ќе бидат во Велес, поточно на паркингот и игралиштата зад гимназијата Кочарацин. Војниците ќе ги презентираат своите уникатни воени возила и интересна опрема. Покрај презентацијата на опремата, граѓаните ќе имаат можност да проследат кратка обука самоодбрана, а воедно ќе биде одржан и надпревар за најмладите. На паркингот и игралиштата зад гимназијата Кочарацин утре ќе се одржи заедничка вежбовна активност помеѓу армијата на Република Македонија и Соединетите Американски држави. Истата е во рамки на воената вежба Dragon Guardian 17, која започна вчера во земјава. Презентација на опремата на АРМ и на армијата на САД во Европа е организирана денеска во Скопје. Покрај презентацијата на опремата, граѓаните имаат можност да проследат кратка обука за самоодбрана, а воедно ќе биде одржан и надпревар за најмладите. Вежбата е намената за поддршка на целите за обука за зајакнување на стандардните оперативни процедури на инженерските и АПХО единиците од составот на АРМ,
како и унапредување на заемното разбирање меѓу АРМА и воените сили на САД. Во вежбата учествуваат 300 припадници на вооружените сили на САД. Вежбата официјално ќе се одвива на армискиот полигон Криволак, а вчера беше презентирана опремата во Куманово. Во градот на Тројцата Велешки и Линденци Јован Наумов Алабакот, Андреа Димов Докурчев и Тодор Христов Офицерчето. Вчера вечер пристигнаа учесниците на овогодинешниот Илинденски конјанички марш. Бројот на учесниците на годинешниот Илинденски марш ја потврдува решеноста на македонскиот народ за зачувување и пренесување на македонската историја на идните генерации. Конјаницата на Илинденскиот марш по 39 пат се упати кон славното Крушево. На својот пат конјаниците застанаа во Велес да се поклонат пред славните велешки војводи, Докурчев, Офицерчето и Алабакот пред споменикот подигнат во нивна чест и во чест на бројните комити илинденци од Велес. На учесниците во Илинденскиот марш добре дојде им посака Петре Саздов, представникот на градоначалникот и на општина Велес, кој на учесниците им го предаде и знамето на општина Велес и им порача на 2 август да го развиорат на Мечкин камен кај Крушево. Гледајќи ве вака посветени и со голем ентузијазам како сето ова го правите, не може човек а да не констатира дека за кратко време успевате да го оживите, да ја оживите времето и да ја оживите историјата. Да се потсетиме сите ние пред многу години кога во 1903 година и нашите илинденци војводите Алабакот, Јован Алабакот, Тодор Христов Офицерчето, Докурчев и другите војводи со своите чети по истата врвица која што вие денес ја врвите, отидоа до Крушево и беа едни од првите учесници кои го започнаа Илинденското востание и ослободувањето на Крушево и формирањето на Крушевската република. Благодарност до градоначалникот општина Велес и граѓаните на Велес за топлото добре дојде им заблагодари Панде Стефановски од организациониот одбор. Голема благодарност до градоначалникот господин Славчо Чадиев, што секоја година ни дава огромна поддршка на Илинденскиот марш и многу ви благодарам што сте вечерва во голем број. Програмата на пречекот на Илинденскиот марш во Велес беше збогатена со сплет на македонски ора и песни кои ги изведе фолклорниот ансамбл Керамичар од Велес. Учесниците на 39-тиот Илинденски марш синоќа преноќија во Велес, а утрово го продолжија патот кон славното Крушево. Престојната манифестација Тиквешки гроздобер ќе се одржи од 7 до 10 септември оваа година. Истата на едно место ќе ги собере производителите, откупувачите, но и љубителите на добрата голтка тиквешко вино и ракија. Традиционалната манифестација Тиквешки гроздобер годинава ќе се одржи од 7 до 10 септември. Оваа манифестација на едно место ќе ги собере производителите, откупувачите, но и љубителите на добрата голтка тиквешко вино и ракија. За истата на последната седница на Советот на општина Кавадарци беше усвоена програмата со настани. Ако минатата година за прв, но најверојатно и за последен пат, имаше награден конкурс за изработка на најдобра маска, годинава тоа нема да се случи. Посебно за нас е неприфатлив организаторот на оваа манифестација, а тоа е агенцијата Темов од Скопје. Поради тоа што гледам дека има представници на Темов од Скопје, сакам да поставам едно прашање кое што воедно го поставивме, но немавте одговор во моментот кога дававте извештај за гроздоберот 2016. Зошто на добитниците на наградите на гроздоберот 2016 година до ден денеска не им се исплатени парите, а од општина Кавадарци на агенцијата Темов и се префрлени тие средства? По тој основ ние немаме никакви префрлени средства од општината и не беше наша обврска ние да ги исплатиме наградите, туку на општината. Истото го кажав и тогаш. Значи, друго е кој организира програмата, еве и во новата програма и во минатогодишната програма стои дека има хотели, хотелски сместувања и обраци, ама тоа го плаќа општината, не го плаќаме ние.
Годинава Сдруженијето на граѓани за научно истражување и промоција на културата ХАЕМУС доби зелено светло од страна на Советот. Тие ќе организираат настан во кои се вклучени антички римски костуми кои присутните на Гроздоберот ќе ги вратат во минатото. Во амбиент украсен со цвеќиња, грозје и лозови гранки ќе се одвива дегустација на храна и вино. За време на дегустацијата е предвидено да се чита древна римска поезија од поети од Кавадарци на теми поврзани со есента, Гроздоберот, антиката, љубовта и виното. За забавата на градскиот плоштад ќе се погрижат групите Чили Плей Пент, Нокаут, Хрватската звезда Северина, DJ Никифор и Депеш Мод Трибют. Предвиден е и традиционалниот избор на вински крал и кралица. За сите активности предвидени во програмата според организаторот потребни се 5.970.000 денари. 4 милиони ќе обезбеди општина Кавадарци, а останатите финансии ќе се покријат од спонзорства, како и од винариите и угостителските објекти кои ќе земат учество на манифестацијата. По завршената амандманска расправа во собраниските комисии, владата го усвои предлогот за изменување и дополнување на буџетот на Република Македонија за 2017 година. Со овој предлог за измени и дополнување на буџетот се определуваат дополнителни 25 милиони динари по одредени ставки и се пренаменуваат финансиски средства согласно со потребите на буџетските корисници, информираат од владата. Расправата по предложениот ребаланс на буџетот во Собраниската комисија за финансирање и буџет заврши вчера, а дополнетиот предлог од владата треба да биде доставен до Собранието и да се расправа на пленарна седница. Неофицијално по ребалансот на буџетот ќе се расправа од понеделник, а може да се расправа максимум 5 дена. Вестите од Македонија. Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните дека во текот на летната туристичка сезона зачестена е појавата на граничните премини ширум Европа, наши граѓани да користат патни исправи кои претходно ги пријавиле како изгубени или украдени, а откако ќе ги пронајдат се обидуваат да патуваат со истите, без при тоа да го пријават пронаоѓањето во надлежните служби на МВР каде се издадени документите. Сите патни исправи и лични документи кои се пријавени како изгубени или украдени представуваат неважечки документи, информираат од МВР и истите се внесуваат во базите на Интерпол. При употреба на овие документи пред надлежни полициски органи на секаде низ светот, истите се одземаат од граѓаните и не им се дозволува продолжување на патувањето. МВР упатува апел со цел избегнување дополнителни финансиски трошоци за граѓаните кои претходно ги пријавиле своите патни исправи или лични документи за изгубени или украдени во случај на нивно пронаоѓање, задолжително да го пријават истото во надлежните служби на МВР каде се издадени документите. Министерството за образование и наука ги објави конечните резултати од првиот приемен рок од конкурсот за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Македонија за учебната 2017-2018 година. Од МОН наведуваат дека електронското пријавување е активно од вчера се додека има слободни места, зашто Министерството за континуирано на својата веб страница ќе објавува списоци за примени ученици по домовите. Учениците кои ќе поднесат електронска апликација, комплетната документација треба да ја достават од 7 до 11 август годинава во Министерството за образование и наука. Во соопштението додаваат дека резултатите за конкурсот за прием во државните студентски домови ќе бидат достапни по завршувањето на конкурсот. Шпанските власти денеска евакуираа околу 300 лица пред налетот на големиот пожар што веќе 2 дена бесне во регионот Кастилја-Ла Манча во централниот дел на Шпанија. Со евакуацијата се опфатени жителите на 10 населени места, како и туристите во еден локален камп. Според Шпанската служба за цивилна заштита, огнената стихија досега уништила околу 1000 хектари површина под шуми и нискостеблести растенија. Во гаснењето на огнот учествуваат околу 150 пожарникари. Вестите од светот во продолжение. 8500 војници ќе бидат испратени од Бразил во Рио де Жанеиро, кои ќе помагаат во борбата против организираниот криминал, пренесува ТАС.
Зачестените престрелки меѓу наркошверцери и полицијата, убиства и загинати случајни минувачи од залутани куршуми ги принудија властите да признаат дека во последните недели голем дел од градот им е надвор од контрола. Министерот за одбрана Раул Жунгман соопшти денеска дека се мобилизирани над 10.000 војници. Првично тие ќе учествуваат во патроли, пошто ќе се вклучат во акции против трговците со дрога. Претходно нивните обврски вклучуваа само патролирање и дежурства во контролни пунктови. Северна Кореја денеска потврди дека истрелала втора интерконтинентална балистичка ракета Хвасон-14, што го опиша како сурово предупредување кон САД, пренесоа западните медиуми. Ракетата наменета за максимална дистанца летала 47 минути и 12 секунди, достигнувајќи максимална височина од 3724,9 километри, објави Пјонкјанг. Пробата беше наредена од севернокорејскиот лидер Ким Джонг Ун, кој го набљудувал лансирањето, пошто изјавил дека оружената програма на земјата е непроценливо богатство. Според експерти, вчера истреланата ракета може да го погоди Лос Анџелес и други американски градови. Русија е подготвена да ги нормализира односите со Соединетите Американски држави и да соработува кога станува збор за големите светски прашања, порача денеска шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров во телефонскиот разговор со неговиот американски колега Рекс Тилерсон. Лавров во разговорот посочил дека одлуката на Москва да го намали американскиот дипломатски персонал во Русија е предизвикана од голем број непријателски чекори на Вашингтон. По оваа одлука на Москва, САД ќе бидат принудени да повлечат од Русија стотици дипломати, а која следува по одлуката на Вашингтон да воведе нови санкции кон Русија. Пред да ги завршиме вестите, следуваат кратките метеоинформации. Од денеска следува период на стабилно сончево и се потопло време со постепен пораст на дневната температура. Температурата денеска се движи од 30 до 37 степен. Најтопло се очекува да биде кон средината на следната работна седмица, кога дневната температура на воздухот ќе достигне до 40 степени. УВ-индексот ќе има многу висока вредност 9. Тоа е се за овие вести. Јас ви благодарам на вниманието и останете со програмата на К1. Пријатно!